Словенските браќа Светите Кирил и Методи, Делчево по традиција со црковни свечености, ги празнува како своји заштитници. Светите браќа, драги браќа и сестри, се навистина светители создатели на словенската култура, но ако тие беа само тоа, црквата не би ги почитувала како вистински просветители на словенството, видејќи се поставува прашањето каква е ползата од земната култура ако таа вистински не служи за спасение на душата. Свечената празнична литургија во новата црква Свети Наум, која е дел од црквата во изградба Свети Кирил и Методи во центарот на Делчево, ги собра верниците на молитва. Бележува се денот на Кирил и Методи. Убаво е народот да се подсетува на тие празници, многу е фино. Од нив потекнува целото писменост. Многу сите народи се просветиле преку нивната писменост, така да се многу важни за нашиот крај. Одбележувањето на патронот на градот продолжи со свечена литија до параклисот Свети Климент Охридски, кај Делчевската гимназија, изграден на темелите на старата црква, срушена во 60-тите години. Паметам, тука имаше голема црква со 6 куполи. И после кога почна гимназијата да се прави, ја срушија. И сега поставија, таа е многу убава црква и да се молиме на Бога за мир, спокој, за слобода. Делчево има посебен пиетет кон словенските браќа кои на горниот тек на Брегалница ги поставија темелите на словенската писменост. Користам овој повод и го честитам празникот Свети Кирил и Методи, кој што е и патрон на нашиот град, на сите наши сограѓани кои што го носат името на Кирил и Методи, и го честитам домашната слава. По повод празникот, в недела ќе се организира и градската трка Делчево трча за здрав живот, каде учество ќе земат околу 300 граѓани од сите возрасти. Освен во Делчево, голема народна прослава по повод денот на сесловенските просветители имаше и во Штип во населбата Баби, и оваа година околу црквата во изградба се собраа стотици верници. Секоја година доаѓаме. Убаво е, за здравје да ни даде Господ, среќа. За сите нив беа подготвени околу 600 порции војничко гравче. Војничко гравче, значи за празникот Кирил и Методи. Гравче употребивме за 600 луѓе, имаме граф. Леп, гра, салата и риба. Ова црква е единствен храм во населбата каде што живеат околу 10.000 жители. Ние овде во населбата Баби од подамна започнавме со градба на црква која е посветена токму на нив и со Божја помош полека како што може да се види, се гради и се надевам дека наскоро и ќе доизградиме и ќе биде пуштена во употреба на задоволство на сите наши верници, бидејќи овде во оваа населба голема е, многу голема населба, а нема храм. Храмот кој е во изградба подолго време, веќе е во завршна фаза. Останува главната купола што ни е, некаде кошта околу 800.000 денари, пари, кои моментално ги немаме. Меѓутоа, благодарност пак до сите спонзори, сите граѓани. Мислам дека за година до две црквата ќе биде комплетно покриена, така да после малку полесно мислам дека ќе не оде со прозори, со затварање. Очекувањата се дека изградбата ќе заврши за околу 5 години, пошто конечно денот на сесловенските просветители ќе се празнува како што треба, и додека верниците од цел регион се собраа да го одбележат духовното значење на Кирил и Методи, годинава учителите заборавија на луѓето кои пред 12 векови ја создале првата азбука и почнале да ја шират писменоста меѓу словенските народи.